Добар ден на сите. Согласно член 38 од статутот на општина Битола, службен гласник на општина Битола број 10/2005, свикувам седница на Комисијата за заштита на човековата средина на Советот на општина Битола за 16.6.2023 година во 10 часот со предлог на следниот дневен ред. Точка број 1. Јавен повик за надоместување на дел од трошоците за набавена нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домакинствата на подрачјето на општина Битола. И точка број 2. Јавен повик за субвенционирање и поддршка на стамбените згради за колективно домување со проектот енергетско ефикасни домови. Го молам известителот да ги образложи точките. Согласно... Извинете, процедурално. Председателке, вчера во текот на денот, пораки нема е добиено сите советници, а уште помалку материјали. Согласно деловникот, знаеме дека секогаш кога имаме седница, односно комисија, во редовни услови, материјалите се пуштаат пред да се закажат комисиите. Јас до овој момент, како советник, немам примено материјали, не знам дали некој има или ги имате пуштено само до членовите на комисијата и сметам дека како председател треба да реагирате и да прашате дали советниците кои се советници во овој совет имаат добиено материјали. До мене материјали немаат стигнато. Се согласувам, сметам дека сите советници треба да ги имат материјалите. Не бев информирана дека ги немате, веројатно сите ги немате, да се пратат, ако може и до сите советници, за да ги разгледат, за да немаме натаму проблеми. Ја продолжуваме комисијата. Само еден момент пред да образложи Александра точките. Значи, за гласање на дневниот ред, кој е за вакниот дневен ред на комисијата? 3 за. Можеш, Александра. Согласно програмата за животна средина, во делот на субвенции, изработени се два јавни повици, од кој едниот јавен повик е за надоместување на дел од трошоците за набавена ПВЦ или алуминиумска дограма за домакинството на подрачјето на општина Битола за 2023 година, и то за прв пат е во програма за животна средина, а другиот повик е ист како лани за субвенционирање и поддршка на стамбени згради за колективно домување со проектот енергетско ефикасни домови во општина Битола. Првиот повик, значи и двата повици, ние планираме да ги пуштиме среда на 21.6.2023 година, ќе бидат со физичко присуство, односно со физичка достава на документацијата. Јавниот повик за ПВЦ дограма би почнал, значи, од 21.6. среда и би траел до 12.7. тие 20 дена граѓаните да можат да ја сменат дограмата, да ги соберат сите потребни документи, а после физичката достава на документацијата да започне на 13.7. и ќе трае до 27.2023 година. Од документи потребно е да имаат пополнето барање, доказ за извршено купување на ПВЦ дограма, фискална сметка или фактура со извод од деловна банка, изјава заверена на нотар, каде што под морална и кривична велат дека немат искористено претходно средства, фотографии во боја од старата дограма, фотографии од боја од новата дограма вградена, фотокопија од важечка лична карта на барателот и трансакциона сметка. Предвидениот износ е според програмата 1.600.000, вклучувајќи го и персоналниот данок со личен доход од 11,11%. Добро, имате некои прашања? Ајде, Гаврил. Благодарам, председателке. Јас имам едно прашање, а прашањето е дали ќе бидат услужени сите кои ќе се пријават на јавниот повик, како што беше со климите, или кој прв дојден, прв услужен? Значи, исплатата ќе се врши по редослед на поднесени барања до исцрпување на средствата, а прв дојден, прв услужен. Значи, 1.600.000 имаме според оваа ставка, а претходно за климите беше одлука на градоначалникот дека останатите ќе се исплатат. Овде 1.600.000 е ставката во програмата за животна средина. Значи, да не ги носиме граѓаните во заблуда. Минатиот пат имаше лица кои можеби ќе аплицираа доколку знаеа дека на сите ќе им биде доделена финансиска помош. Овој пат или направете за сите, или останете на ова како што е, прв дојден, прв услужен, бидејќи ги носиме граѓаните во заблуда, затоа што има одредени граѓани кои не аплицирале, можеби сакале да аплицираат, но кога виделе дека прв дојден, прв услужен, не го направиле тоа, па потоа
беше за сите. Затоа прашав и доколку одлучите да биде прв дојден, прв узлужен, да останеме на тоа. Благодарам. Во ред, друг прашање? Јас имам прашање. Се сложувам со констатацијата, бидејќи ние ќе објавиме повик и утре ќе слушниме на некој медиум дека се премислил градоначалникот, му дал на сите што аплицирале. Мене ме интересира вие како представник на одделението, дали имате информација колку требаше, а колку ќе добијат клими, бидејќи ние немаме таква информација и не знаеме вкупно колку луѓе има, дали комисијата има одржано седница, дали ги има разгледано барањата од климите Комисијата, да. и со колку средства плюс ние ќе треба да им излеземе во пресред на граѓаните и колку би зеле ако немаше таква одлука која досега не знам ни дали ќе е реализирана, бидејќи за да се обезбедат дополнителни средства ќе мора да има ребаланс на буџет. Мене ме интересира дали имате информација. Значи комисијата се состана, ги разгледа сите апликации, точни бројки не можам да ви кажам, меѓутоа отприлика некаде 350 имаше апликанти, согласно програмата за животна средина, отприлика 124 апликанти добиваат со програмата за животна средина. Од 124 до 350 претпоставувам дека ќе бидат со ребаланс исплатени. Комисијата си ја заврши Значи работата. ние зборуваме за 50% повеќе средства. Добро, ви благодарам. Дали на тие што исполнуваја од таа програмата за животна средина се исплатени? Не се исплатени. А зошто? Не знам. Мислам, претпоставувам дека сите ќе бидат исплатени. Не, после ме ребаланс. интересира за тие што веќе има средства, зошто не му се исплатени? Немам одговор на тоа прашање. Во ред, благодарам. Друг прашање? Ајде. Имаме буџет од 1.600.000 денари, максимумот е 30.000 денари. И сега по математика, ако Не земат... повеќе од 30%. Добро, еве сега 30.000 максимум, 25.000 еве земем ако земат по едно просек домаќинство, иди околу 60 домаќинства. Ќе испадне ќе има 100 домаќинства тука чекаат редици или 200. После тоа ќе излезе градоначалникот ќе рече советот не дава пари. Сметам ова сума е многу мала за овој повик и мислам дека треба да се зголеми, затоа вие одредувате, сепак ние пак гласаме. Пошто 50, јас по 30.000 претпоставувам дека ќе земат максимумот, пошто скапи се програмите за домаќинства. И мислам дека 53 или 60 домаќинства се многу малци. Ќе се соберат 200 луѓе тука како климите, редици и редици, пак ќе се доведеме цел град пак да не плука, мислам збором народски, правиме нешто, а не доправаме како што треба. 1.600.000 се многу малце, според мене. 1.600.000 се во програмата за животна средина која што ја изгласа Советот на општина Битола во декември 2022 година. Доколку сметате како Совет дека средствата треба да бидат зголемени, стварно не знам која е процедурата понатаму. Има процедура, измена на програмата, Измена на не мора да програма. се брза со јавниот повик. Кога имаме средства за поќе семејства, тогаш има, како не знаете која е, сите тука знаеме Одлуката која е е ваша. процедурата. Во ред, благодарам. Дали некој друг на прашање поверете? Значи, во дел на јавниот повик за надоместување на дел од трошоците за набавка на нова певец или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола за 2023 година, имам забелешка во точка 1.2, Добро. каде што пише право на учество на јавен повик имат лицата и членовите на нивното потесно семејство, кои претходно не искористиле право за надоместување на дел од трошоците за набавена и монтирана нова ПВЦ или алуминиумска дограма по претходно спроведени јавни повици од органите на државната управа на Република Северна Македонија. Јас мислам овој дел да се тргне. Да, може да се измени овој дел, бидејќи претходно општина Битола никогаш немаше јавен повик за дограма, а државата имаше, доколку сметате, можеме да го измениме бидејќи овој дел. државата и средствата од државата се едни средства, а средствата на буџетот на општина Битола се други средства и мислам дека не треба тука да ги мешаме работите. Можеме да го измениме слободно. Фала ви. Министерство за економија. Друг дали има прашања? Јас имам уште едно Ајде. со другиот повик или посебно ќе ги разгледувам? Како што сакате?
Можеш и образложи го и другото, за да можеме да имаме отворена дискусија. Значи, пред се да ви кажам дека има една техничка грешка во делот на средствата, 3 милиони ви го пративме на мейл, а според програмата е 3 милиони 125, техничката грешка ќе ја исправиме, вкупниот буџет. Значи, јавниот повик за субвенционирање и поддршка на стамбените згради енергетско ефикасни домови е идентичен како и претходниот пат, односно оди во неколку фази. Првата фаза, само момент, фаза број 1, значи апликација за проектот, можат да си ја подигнат документацијата на шалтери во општина Битола и во првата фаза ги поднесуваат следните документи. Изјава за старост на колективниот стамбен објект, листа на потписи на собствениците за учество во проектот, стамбената заедница треба да има во регистарот на стамбени згради, тоа си го проверуваме ние како комисија, решение од централен регистар, доказ за собственост, имотни листови не постари од 6 месеци, заедницата треба да донесе одлука, годишен финансиски извештај за исплатени обврски, исполнети 3 услови од точка 2, а наредна фаза, потоа после изборот на прелиминарните добитници следува проектна документација согласно законот за градење, каде што апликантите ќе морат да направат основен проект и да добијат решение за поставување на енергетско ефикасна фасада, потоа ќе имаме втора фаза на добитници, односно апликанти кои што ќе ја завршат таа фаза и како што знаете, до крајот на годината 2/3 ќе му се исплатат на тие што ќе имат успешна апликација, а по завршување на фасадата, последната третинка со добивање на фактурите и извештај од извршен надзор. Благодарам, Александра. Дали за оваа точка некој има прашање? Јас имам. Повелете. Бидејќи претходниот пат, два пати го преправавме повикот, имавме односно уште еден, мене ме интересира временски колку му треба на една зграда за да стигне до фаза да започне. Временски со документацијата која бара општина Битола. Значи, апликацијата најмногу време... Значи, добро, денес имаме повику. Добро. По 15 дена, 20, небитно, се не ме фаќате за збор, таа зграда е прифатена. Носи проект. Колку време чека? Максимум месец дена му го изработуваат проектот и добива решение од општина Битола. Добро. Минатата година во кој месец го објавивме Минатата проектот? година го објавивме во месец јуни. Добро. Траеше Го преправавме постапката... после во јули, така или во ноември? Не, месец јуни ја пуштивме апликацијата. Во септември делот зградите имаја прекршено во делот на процедурата, односно се не можам да се сетам, имаја нешто проблеми со решенијата. Нема е доставено како што треба, после пуштивме втор јавен повик во кој што Значи, добро, небитно, роковите му јуни беа или пробиени јули, на небитно. апликантите, да. Добро. Да. Сега сме месец јуни. Дали имаме завршена фасада? Имаме. На Цела комплетно? Да. Каде? Да. Улица Кочари. Една зграда? Една зграда, да. Добро. Согласно договорите, улица Кочани имаше време до 1.9.2023 година да ја заврши фасадата. Кога е завршена целосно? Таа е завршена, мислам дека пред 2-3 недели, не ме фаќате Значи, за збор, зборуваме надзорот за се ја една година. Тоа веќе е нивна... Значи, дали не си е само нашле... нивна, јас зборам документација, зборам да се Вака достави сега. да се достави проект. Сите згради што беа добитници до 12 месец 2022 година ја завршија процедурата со општина Битола. Со договорот ние му дадовме време за да најдат изведувач, да му ја направи фасадата и да имаат време за да, значи според договорот, едната зграда беше до 1.9. Средствата кога му ги исплаќаме ние? Средствата му исплативме 2/3 во 2022 година 500.000 денари, а последната третинка му ја исплаќаме со доставени фактури, извршен надзор и градежни книги кои ќе ни ги достават. Добро. И дали се има тие одветствуваат? временска рамка до кога треба да бидат Значи, завршени? доколку, конкретно зграда Кочани до 1.9, ако не ги достави документите, значи, според договорот, ќе треба во делот на да си ги плати пеналите. Значи, добро, тоа сакав да прашам дека ние имаме повик кој треба да се реализира во рок од една година. Да. Цел повик со сите фази трае скоро една година, да. Фала. Дали некој друг има прашања? Повелики. Прашање. Значи, дали општина Битола има направено анализа со станарите кои што живеат во стамбени згради постари од 30 години,
во дел на условите кои што ние ги поставуваме, дали се во ред или не се во ред, или треба да има некои други услови, бидејќи во претходниот повик се јавија точно само 4 или 5, така, 5 стамбени згради, а сега ние го објавуваме повикот со истите критериуми. Дали мислите дека е во ред или требаше да се направи некоја анализа со станарите што живеат во постари згради, па да видиме да ги смениме критериумите за да можеме да ги доделиме средствата. И ако имаше потреба, може требаше го зголемиме буџетот. Фала ви. Анализа не знам, не е направена, барем не од моето одделение. Во делот пред да се пушти јавниот повик, имаше заинтересирани станари кои што се јавуваа, му ги кажавме условите за да можат до објавување на јавниот повик да разговараат со станарите, со стамбениот сервис, да знаат кои се условите. А анализа не е направена. Барем не од моето одделение. Целта нова беше да ги доделиме средствата и да имаме дополнително, да речеме, уште 4 или 5 стамбени згради, што ќе бидат енергетски ефикасни. Значи, ако минатата година само сме имале средства за 4 згради, стамбени, значи, објекти, и се јавиле само 4, се шансите да се јават со истите критериуми се многу мали. И затоа мислам дека требаше да се направи анализа ако треба да се сменат критериумите, без разлика дали во процентот, дали во условите некои таму, за да можат овие средства да се доделат и тоа е целта што ние во дел на енергетската ефикасност да имаме ефект. Сметам дека ако единствен критериум според мене што најдолго трае и е како најкомплициран покрај тоа што треба станарите да се договорат помеѓу себе, бидејќи не во секоја зграда можат да се договорат, не сакаат сите, не можат 50+1, мислам дека е само во делот на документацијата согласно законот за градење. Тука му е најкомплицирана постапката, тој е дел што не можат да го избегнат во критериумите. Мене ме интересира дали некој има направено анализа или има размислувано, бидејќи постари згради од 30 години најмногу имаме во централно градско подрачје и тие луѓе, тие станари од самиот старт не можат да стигнат во овие рокови кои ние ги имаме предложено, бидејќи на најголемиот дел од нив ќе им треба и дополнително одобрение од Министерство. Да, така? Да. Значи, ние не можеме да обезбедиме енергетски ефикасни фасади на згради во централно градско подрачје, бидејќи даваме временска рамка која не можат да ја исполнат тие згради, а сепак најмногу имаме стари згради во централно градско подрачје. Тоа е првото прашање. Дали некој има размислувано за тој момент? И второто прашање ми е дали имаше одбиени на минатиот повик? На минатиот повик имаше одбиена само една зграда, мислам дека беше на Македонска фаланга, бидејќи претходните критериуми во првата фаза не ги има исполнето, односно немаја согласности од сите станари. Зградата беше мала, со 8 стана, мислам, меѓутоа не 50+1 не ги донесоа документите. И на вториот повик повторно ги информиравме, за да можат да се јават повторно, меѓутоа првата фаза не ја исполнија, не се договорија станарите. А иначе, во самиот јавен повик може да видите дека има критериуми и бодување на потенцијалните корисници за субвенционирање и најмногу бодови добиваат најстарите згради и знам дека се во централно градско подрачје и тие подлежат и под дозволи на државата. Да, ама за овој период ние што го имаме даено како услов, тие не можат да извадат одобрение. Доколку сметате дека периодот треба да се зголеми, не е проблем, ќе го преправиме јавниот повик. Ако сметате дека месец дена е доволно за општина Битола да извади документ, ќе го смениме во подолг временски период. Не, можеби треба да се додаде некоја клаузула дека доколку аплицираат згради кои треба да извадат такво дополнително одобрение од Министерство, истите треба да им биде продолжен рокот само заради таквото одобрение. Може да оставиме Тоа е мој предлог. јавниот повик. Мислам, не е проблем, ако се изгласате, не е проблем. Благодарам. Дали уште некој има прашање? Бидејќи никој нема прашање, преминуваме на гласање. На дневниот ред точка број 1 јавен повик за надоместување на делотрошоците за набавена нова ПВЦ или алуминиумска дограма за домаќинствата на подрачјето на општина Битола. Кој е за првата точка? 3 за. Точка број 2, јавен повик за субвенционирање и поддршка на стамбени згради за колективно домување со проектот енергетско ефикасни домови. Кој е за? 3 гласа. Ви Не ги благодарам. гласавме Да, предлозите. предлозите сакам да ми кажете, да. Значи процедурално треба да ги клајте на гласање предлозите од колегата, не знам кај имаше, мислам. Значи, Да, се извинувам, да. Јас, некој друг таму, не знам дали имаше предлог. Ќе се запише.
да ги запишат. Јасно. Добро, ги ставам предлозите на гласање. Да ги читам се формулира треба. Еден по еден. Еден по еден, да. Значи, еден беше овој предлог, еден беше предлог да се измени 1.2 од ПВЦ до грамата, да се тргни дека не треба да имат користено претходно средства од државата. И третиот предлог беше, доколку се јави некоја зграда која што е во централно градско подрачје има Една по една за да ги гласаме, да оти не ги имам јас пред мене, не ги... значи вака. Првиот предлог Ајде првиот предлог. е да не се зголемува износот од 1.600.000 што е предвиден со ПВЦ до грамата, односно да биде бројот на добитници да е ограничен, прв дојден, прв услужен. Така сватив, така? Гаврил? Дали добро свати го постави? Бројот на добитници да е до висина на предвидениот износ, 1.600.000. Прв дојден, прв услужен. Добро. И... Добро. Добро, ајде првиот предлог го ставам на гласање. Кој е за ваквиот предлог? Добро. Три за. Сега што е изгласано, извинете, дека до 1.600.000 или сите што ќе аплицират треба се обезбедат средства? До 1.600.000. Добро. Да. Прв дојден, прв услужен. Добро. Во ред, ајде сега вториот предлог. Предлог беше во јавниот повик со ПВЦ дограма 1.2 да се тргни претходни спроведени јавни повици од органите на државата. Добро, го ставам вториот предлог на гласање. Кој е за ваквиот предлог? 3 за и третиот предлог? Само момент. И третиот предлог, јавен повик енергетска ефикасност, доколку се јават згради што се во централно градско подрачје постари од 30 години и се од А категорија каде што Министерството издава дозвола, да се зголеми рокот на поднесување на Да им се документација. продолжи рокот им се до продолжи моментот рокот, дури да добијат Дури да одобрение од добијат, Министерство. Да, од Министерство дозвола. Добро, го ставам предлогот на гласање. И уште еден предлог. Бидејќи овде пише во точка 6.2 рокот за изведување на реконструкција. Винете, колега, на сред гласање земате збор. Да се изгласа, после може да кажете не е изгласан предлогот. Добро, ајде гласајте. Се извинувам, ајде, кој... Да. Го ставам предлогот број 3 на гласање. Кој е за ваквиот предлог? 3 за, повелете Бојковски сега. Да, еве уште еден предлог. Во точка 6.2 пише рокот за изведување на реконструкција е до 1.11.2024 година. Бидејќи доколку се јават, како што кажи вработената, згради од А категорија кои што во јавниот повик најмногу се бодуваат, односно 15 буда, со урбани комплекси од старо градско јадро, сметам дека и рокот треба да биде продолжен од 1.11.2024. Нека не се направи консултација колку време се потребни за реконструкција, бидејќи сигурно реконструкцијата е специфична на овие фасади кои што се може би заштитени, па да ни кажат колку докле е рок, дали да биде 1.11.2025, пример. Ке прашам, меѓутоа сметам дека програмата за животна средина завршва во 12 месец, максимум рокот може да се продолжи до... Ако пред избори ќе ги направат. 2025-та пред другите локални ќе се направат, што се секираш. До тогаш клајте го рокот. Добро, ова точката 6.7 морам да ги консултирам правниците и од финанси дали може тој рок да се пробие. Да гласаме точката. Да праша прва? Во ред. Да прашам сега сакате. Ајде, 5 минути пауза. Продолжуваме со комисијата. Александра? Доколку имаме апликант што се наоѓа во централно градско подрачје и подлежи на дозвола А категорија што е од државата, значи продолжувањето на рокот може да биде само до 25.12.2023 година за исплата на тие 2/3, односно 500.000 денари, а рокот на изведба 1.11.2024 за да биде завршена зградата може да се продолжи до 1.12.2024 година. Добро. Ако сакате во јавниот повик дел од 1.11.2024 може да го замениме со 1.12.2024. Во ред.
бидејќи и за 2024 трезорот затвора на 25 и тогаш ќе мора да се исплатат последните средства што му остануваат на апликантот доколку се јави од таква централно градско А категорија. Во ред, ви благодарам. Ставам на гласање. Кој е за? 3 за. Се исцрпува дискусијата и Значи точките 1.12.2024, така? Да. Бидејќи се исцрпија точките на дневен ред од комисијата, комисијата прогласувам за затворена. Благодарам. Фала.